Ланските прволигаши Брегалници и Македонија Ѓорче Петров го делат врвот во втората лига со максимални 9 бодови на своите конта пред репрезентативната пауза. Двете екипи кои се главни фаворити за првите две места кои директно водат кон пласман во првата лига на стартот на новата сезона има 3-3. Лавовите вчера со 3-0 беа сигурни над победа, а пак Брегалница преку пресврт со 2-1 славеше над Каменица Саса. Надпревар кој експлозивно можевте да го следите само на телевизија М-нет. Кожув е трет на табелата, откако вчера со 4-1 го декласираше Солово и на своето конто додаде нови 3 бодови за вкупно 7. Арсими, Башкими и Новац имаат по 6 бодови. Башкими со минимални 0-1 го доби дербито на колото над Арсими во гостивар, додека пак Новаци со голов финишот дојде до триумф над Борец со минимални 0-1. Скопје со 2-1 славеше над Вардар од Неготино и тоа го запиша првиот триумф во новата сезона на домашен терен. Вардар Неготино е 8 на табелата со 4 бодови, а под него е Детонит Плачковица кој исто така има 4 бодови. Радовишиње вчера одигра само 1-1 со екипата на Вардарски на домашен терен. Победа е на 10-то место со 3 бодови, а потоа следуваат Беласици и Вардарски кои имаат по 2 бода. Струмичини синоќа во вечерен термин против Охрид ја бараа првата победа, но на крај мора да се задоволат само со бод. Во меч кој исто така експлозивно само на телевизија М-нет можете да го следите во живо. Каменица Саса е на 13-то место со 1 бод, колку што има и Осово кој е во бара зоната и Охрид кој е предпоследен исто така со 1 бод. На дното од табелата е повратникот Борец без ниту еден освоен бод, а овој тим прими 7 погодоци, од кои едниот е автогол, а второлигашот од Велес единствениот кој по 3 кола се уште нема постигнато погодок.